Кандидатот на Демократската партија на социјалистите на претседателските избори во Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, синоќа прогласи победа оценувајќи дека Црна Гора избрала европски пат. Политичкиот ветеран Мило Ѓукановиќ во неговиот изборен штаб изјави дека била остварена уште една вредна победа на европската политика во Црна Гора. Ovaj izborni rezultat prije svega razumijem kao potvrdu čvrste riješenosti Crne Gore da nastavi evropski putem, da nastavi putem dostizanja evropskog kvaliteta života za sve naše građane, da nastavi putem koji će nas dovesti do punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Тој и неговата владеачка Демократска партија на социјалистите во минатата година ја доведоа Црна Гора во НАТО и ветија дека ќе ги завршат преговорите за членство во Европската унија. Претседателската улога во Црна Гора во голема мера е церемонијална. Но Ѓукановиќ, кој ќе го наследи својот сојузник Филип Вујановиќ, се очекува да има значителна моќ и влијание врз политиката преку Демократската партија на социјалистите. На второ место на претседателските избори се најде Младен Бојанич, бизнисмен, поддржан од страна на Сојузот на партии, вклучувајќи некои кои сакаат поблиски врски со Русија. Тој според проекциите освоил над 33% од гласовите. Бојанич на пресконференцијата по објавувањето на проекциите им порача на своите гласачи да не гледаат на ова како на пораз, туку како основа за идна борба. Ja im svakako čestitati neću pobjedu jer nemam šta da im čestitam. Ja da sam na mjestu Ѓукановиќа ja bi se stidio večeras, a ne slavio. За време на кампањата опозицијските кандидати го обвинија Ѓукановиќ за непотизам, корупција и врски со организираниот криминал, наводи што тој постојано ги отфрлува. Ѓукановиќ доминираше во политиката како премиер или председател на оваа поранешна Југословенска република со околу 620.000 жители, но се повлече од функцијата премиер во 2016 година. Тој го објави своето враќање во минатиот месец, наведувајќи дека имал, како што рече, одговорност за иднината на Црна Гора.